Повелете. Благодарам, Молам колеги председателе. да се слушам. Повелете. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер за економија. Денес на дневен ред го имаме предлог законот за измени и дополнување на законот за основање на агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. И уште на почеток ќе кажам дека не е спорна потребата од некаков облик на организирана форма на туристичка промоција, но дефинитивно е спорен досегашниот активитет на агенцијата, што на жалост е никаков, заради што од старт се наметнува сомнеж, скепса за квалитетот на работата на агенцијата и во иднина, независно од измените на законот, заради тоа што тие битно нема да се одразат на тоа. Во оценката на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причините за измените, стои дека нотирана е некоординираност помеѓу агенцијата и приватниот сектор, слаба инволвираност на агенцијата во делот на привлекување на инвестиции, подобрување на целокупната инфраструктура неопходна за развојот на туризмот, дисконтинуитет во вршење на дејноста туризам, опаѓање на конкурентноста во секторот, нестабилност на стапката на вработеност и тренд на влошување на квалитетот на услугите во сферата на туризмот. Сега се поставува прашањето што битно со измените агенцијата ќе промени во состојбите со туризмот. Имено, во делот за оценки на состојбата отсуствува анализа за моменталната состојба, факт е една работа, земите од регионот, при тоа не зборувам за една Хрватска или Црна Гора кои имаат море, туку за останатите соседни држави оствариле приходи повеќекратно поголеми од нашите. Со измените на законот се зголемуваат надлежностите на агенцијата и со тоа само сака да се остави начелен впечаток дека од утре со така модифицирана агенција преку ног ќе се престориме во посакувана туристичка дестинација. Ние, почитувани колеги, во понуда го имаме во моментот она и само она што мајката природа ни го дала на располагање. 3 езера, планини кои за волја на вистината се голи, опустошени, пейсажна убавина, ретки растителни животински видови, импресивно културно наследство, цркви и манастири. И тука ќе застанам, нема да зборувам за убавините на Република Македонија, ќе зборувам и ќе се задржам понатаму само за Преспа. Наспротив, сериската природна убавина на Преспа, која што колешката Лилјана Поповска неодамна ја нарече заспаната убавица, во Преспа имаме проблеми кои и не се баш за промоција. Имено, на најубавите локации на брегот на Преспанското езеро имаме нефункционални куп работнички одморалишта кои заради неразчистени сопственички релации, заглавени предмети по судови или финансиски проблеми на некогашните гиганти од типот на Тутунски комбинат Прилеп, шекераната од Битола, објектите на Феријалниот сојуз, објектите на Македонски железници и така натаму, сите овие објекти денес се во многу лоша состојба, руинирани и оставаат лош печаток. На другата страна на езерото, испустеното од Тешево со изгорените Европа и Козара. Дали агенцијата во своите промоции јавно ќе го обзнани проблемот со водата за пиење во Стење, во Претор, во Сливница? Дали во промотивната понуда агенцијата ќе го внесија самати, некогаш препознатливо по детското одморалиште и објектите на Јаворот Битола, а денес на јубавите плажи на брегот на Преспанското езеро се дадени под закуп како земјоделско земјиште и насадени со компири и тикви. Не се од првичната идеја на човекот кој го закупил земјиштето била да отвори фарма со биволи кои автентично ќе се бањале во езерото. Куќа, почитувани колеги, се гради од темел, а не од покрив. Јас не гледам кај вадата, уште помалку во локалната самоуправа во Ресен, барем што се однесува до Преспа, суштинска заинтересираност за развој на туризмот. И ќе кажам зошто. Која е фактичката состојба во Преспа? Во Преспа нема сместувачки капацитети, нема нокевалишта веќе, нема хотелски комплекси, иако градоначалникот неодамна излезе со информација дека имало над 2000 легла. Јас јавно прашувам кај се тие легла, во кои објекти, освен ако не ги сметали креветите по куќи. Значи, покрај тоа што нема сместувачки капацитети, имаме запуштени плажи,
кои пред камери се чистат точно по 5 минути додека се камерите и новинарите тука, и тоа циклично во рамки на секоја изборна кампања на ВМРО-ДПМН. Понатаму имаме езеро кое понира под Галичица и бега во Охридското езеро, езеро чиј воден потенцијал зависи од тоа колку Господ ќе ни прати дожд. Потоа, нерегулирано прашање за тоа кој од соседните држави колку од водата користи за наводнување. Дива експлоатација на песок и така во недоглед уште ред несредени работи. Што се однесува до знаменитостите, тоа е посебна приказна. Запуштени цркви и манастири, запуштеност на единствениот остров Голем град, запуштеност на споменици на културата, резерватот Езерени, за кој неодамна дискутиравме, претходната недела гореше во повеќе наврати. Нели ке се чуваа ретките видови на птици? Нели има забрана за палење на трската? Толку од памфлетот наречен заштита на резерватот. Деновиве добив и писмо од председателот на Сдруженијето на автокампери во Крани, кои се жалат на запустените плажи, на проблемот со водата. И после ова прашувам што од Преспа како туристички регион ќе промовира агенцијата. Ова го зборувам, почитували колеги, најдобронамерно, со цел суштински, а не формално да расправаме за проблемот. Преспа е живо заинтересирана за развој на туризмот, со оглед на тоа што во минатото Преспа остварувала најголеми приходи од туризмот и од земјоделието. Наспроти некогашната голема бројка на вработени во туризмот, денес едва и 50 го вадат лебот од туризмот. Неодамна, кога се расправаше за буџетот, јас поднесов амандмани за обезбедување на средства за донесување на урбанистичките планови за крайбрежието на Преспанското езеро, забрана на Курбинска река, со што би се решил проблемот со наводнување на Преспанското поле, ама и проблемот со водата за пиење во туристичката населба Претор и Сливница. Понатаму, бара средства за заштита на Преспанското езеро, вклучување на дел од селските населби во прочистителната станица, со што квалитетот на водата во Преспанското езеро би се подобрил. Се беше отфрлено, иако повеќе изборни циклуси наназад, истото ова беше ветувано од ВМРО-ДПМН, но до ден денес истото остана нереализирано. Затоа, за да има што да промовира агенцијата, прво треба да направи државата, да го реши купот на пластени проблеми во Преспа. Пошто денес министерот за финансии Зоран Ставлевски во рамки на своите редовни визити по општините во посета на Ресен, нека ги преброи кратерските дупки на магистралниот пат Битола-Ресен, нека ги преброи дупките по градските улици, кои градоначалникот за да ги сокрие упорно ги полни со ладен асфалт, и после тоа ќе можеме да зборуваме за туризам. На крај ќе завршам со коментар на една од репликите на заменик министерот Костеска, која апелираше за високо ниво на свест кај населението, и тоа е сосема во ред. Но проблем е реализацијата на обврските од страна на државата, која има високо изградена свест само за прибирање на давачките. Ви благодарам. Благодарам.